Младите луѓе во потрага по одредени информации за одредени теми често се ослонуваат на погрешни избори, односно на погрешни извори, од кои што собираат погрешни сознанија кои често може да бидат лоши за нивното здравје. Сексуалното и репродуктивното здравје е дел од целокупното здравје на младите. Токму и затоа многу е важно да имаат правилни информации кои што ќе им помогнат да се едуцираат, особено во периодот кога истражуваат и бараат одговори на одредени прашања. Сексуалното образование, потребата од него, денес е темата која што ја истражуваме во ова издание на Приказна. Останете со нас. Во јули 2019 ХЕРА спроведе истражување со цел да го испита мислењето, односно ставовите на родителите и наставниците поврзани со потребата од сексуалното образование кај нас. Еве ги податоците од истражувањето. Во Република Македонија не постојат доволно релевантни податоци за сексуалното однесување и сексуалното и репродуктивно здравје на адолесцентите. Најголемиот дел од податоците се добиени преку истражувања кои покажуваат постоење на елементи на ризично сексуално однесување, недоволна информираност како да го сочуваат своето сексуално и репродуктивно здравје. До својата 19 годишна возраст сексуално активни се 32% адолесцентни, 40% момчиња и 21% девојки. Просечна возраст на започнување со сексуална активност изнесува 16 години за момчињата и 17 години за девојките. Голем дел од младите, 50%, покажуваат потреба од повеќе информации во однос на поедини методи на контрацепција. Само 1,6% од девојките на возраст од 15 до 19 години користат орална контрацепција и само 34,8% од младите користеле кондом при својот последен сексуален однос. Со самото сексуално образование, децата всушност се воспитуваат или се учат на тоа дека не треба да постои дискриминација, полова дискриминација, дека треба да укажат на тоа што представуваат оние насилства во самото семејство, било да се вербални или да бидат и физички, значи, насилства, не само во семејството, туку во целото обкружување. Значи, они треба да посочат и да знаат за своите права. Они ќе ги научат своите права. Значи, ќе знаат за своите права. Во Македонија не постои сексуално образование во рамки на наставните програми на училиштата како задолжителен или изборен предмет. Адолесцентите навлегуваат во својот репродуктивен период недоволно подготвени со знаење и вештини да го сочуваат и унапредат своето сексуално и репродуктивно здравје. Не доволно, меѓутоа навистина кога стручниот соработник ќе направи доверба, ќе развие доверба кај учениците, кога ќе ги отвара темите, кога ќе дискутира, кога ќе работи на проекти поврзани со родово засновено насилство, кога ќе зборува, ќе ги информира што значи сексуално вознемирување, да може да го препознаат, тогаш, верувајте, младите се охрабруваат и се обраќаат на стручните соработници. Здравјето е фундаментално човеково право. Секој има право на највисоко ниво на физичко и ментално здравје. Истражувањето кое го направи ХЕРА укажува дека исклучително висок процент од родителите, кои се движи меѓу 82 и 96%, се согласуваат младите да изучуваат теми кои се дел од сеопфатното сексуално образование. Најголема согласност, 95%, постои за теми поврзани со заштита од насилството врз жените, сексуалното насилство и насилството на социјалните мрежи, услуги и медицинска помош при ризик од сексуално преносливи инфекции и ХИВ, заштита од несакана бременост, механизми за заштита на сексуални и репродуктивни права, промени во пубертетот. Иако е со висок процент, 82%, сепак најмала согласност од понудените теми родителите покажуваат да значењето и давање на согласност на партнерот или партнерката при влегување во сексуален однос, особено првиот. Во споредба со родителите, наставниците се во уште повисок процент согласни за тоа дека предложените содржини треба да бидат дел од официјалните наставни планови. Анкетата исто така покажа дека нема значајни разлики во согласноста кај родителите на понудените теми од сеопфатното сексуално образование во однос на нивниот пол, возраста, средината на живење или економскиот статус. Етничката припадност на родителите е асоцирана со значајна разлика од аспект на ставот за воведување на содржини за сексуално образование.
Имено, кај родителите од македонска етничка припадност прифаќањето да се изучуваат сите теми од сексуалното образование се движи меѓу 90 и 97%, додека кај родителите албанци меѓу 81 и 95%. Би сакала да можам да одмавнам со раката и да ви речам дека е ова надмината тема, нели? Меѓутоа, за жал, таа секако не треба да биде табу тема, меѓутоа, реалноста е таква што сексуалноста се уште е табу тема и тоа не само за младите, туку би рекла за сите генерации. Она што во последните неколку месеци ни се случува, тие дебати, во јавниот дискурс, споменувањето на сексуалноста, ни покажува дека ние навистина како општество се уште го сметаме сексот за една деликатна и табу тема и на која не секогаш знаеме да се однесуваме соодветно, односно се уште има голема стигма околу сексот, околу сексуалноста на луѓето, се уште има предрасуди кои што ги врзуваме, се уште во општеството има многу погрешни информации околу тоа што е сексуалноста и особено имаме проблем кога тоа се однесува на младите. Вистината е дека медиумите, популарната култура ги учат младите многу за сексуалноста и точно е дека тие се можеби полиберални од претходните генерации, меѓутоа тоа истовремено ја носи опасноста од дезинформации, од избирање на точните информации во мноштвото на понудени, компетентноста, нели, веродостојноста и на информациите кои што тие ги има, во недостаток на формално образование. Родителот е веројатно најважната и најзначајната карика во тој ланец на доаѓање на вистинските информации до младите и нивната улога е навистина непроценлива. Меѓутоа, ние повторно мораме да бидеме свесни дека родителите не секогаш се доволно компетентни, не секогаш се доволно отворени, не се секогаш доволно ниту информирани. Во многу семејства се уште е проблем отворено и гласно да се зборува за теми врзани со сексуалноста и не можеме да дозволиме тие да бидат единствени едукатори на своите деца. Јас секако мислам дека родителите треба да зборуваат со своите деца за сексуалноста, исто како што ги подучуваат и во сите други области на живеењето. Некои искуства кај нас правени истражувања покажуваат дека кога децата во основните училишта ги праша каде вие сте учеле за сексуалноста, велат не учеше едно другарче од оделението. А каде тој ги добива своите информации? Има постар брат со кој гледаат порнофилмови. Тоа е она што треба да го избегнеме. Не може да оставиме децата да учат само преку грешки, преку погрешни извори. Треба да им понудиме едно образование кое што ќе отвори многу теми што за нив се навистина многу важни. Прашањето на сексуалноста е и прашање на родот, прашање на идентитетот, прашање врзано со телесноста, со дискриминацијата, со родово базираното насилство, со сексуалното вознемирување, една низа на појави кои што се случуваат во секојдневието на младите луѓе, а за кои тие треба да бидат подготвени. Во периодот на адолесценција младите имаат потреба да откриваат многу работи, да се спознаваат себе си на еден поинаков начин од она што претходно го имале како искуство и често пати во тоа себе спознавање имаат потреба од различни информации. Во таа насока, иако родителите често не ги даваат вистинските информации кои што ќе ги задоволат, бараат одговори на други страни. Ова може да вроди со негативни последици. Колку се во таа насока безбедни младите во потрагата по информациите? Младите се секојдневно на некаков ризик изложени. Ако не е тоа во рамките на училиштето, е во рамките на семејството, помеѓу врсниците, на социјалните мрежи се почесто, нели сите знаеме дека сајбер насилството станува се поактуелно. Така што да, дефинитивно им треба нели насока и некакво решение како да се заштитат. А се разбира дека
најлесниот и најбезбедниот и најправилниот пат за тоа е системско решение, а тоа е образованието. Зошто образованието? Затоа што само преку образование ќе може да дојдат до релевантни податоци. Не случајно го потенцирам и го нагласувам зборот релевантни, затоа што најчесто информациите кои ги добиваат од социјалните мрежи или во рамките на семејството се дезинформации, се погрешни и за жал се доста штетни за нив, затоа што многу често кога се лошо информирани посегнуваат кон работи или одлуки кои се лоши за нив и кои никогаш и доцна да ги променат. Па токму затоа сексуалното образование работи во делот особено со превенција за они да знаат однапред како да се заштитат, како да препознаат кога некое нивно право е прекршено, каде да се обратат и така натаму. Се разбира кога е тоа системски решено, кога е тоа на ниво на институција, кога информациите се проверени, пак ќе кажем релевантни, тогаш сме сигурни дека ги информираме на правилен начин. Се останато е ризик за нив. Каков е ставот на родителите? Колку родителите се опуштени и веруваат дека системското решение ќе биде подобро, отколку да ги остават децата да бидат оставени на разноразни предизвици под влијание на недоволната информираност? Како реагираат? Ние сепак сме подрече каде што родовите стереотипи, стигми, дискриминации се многу присутни. Да. Она што го гледам веќе долги години е дека дефинитивно стигмата и отпорот постоеше и како поминува времето се помалку. Зошто? Верувам дека се должи тоа и на да речам поголемиот опфат на млади поминати преку неформално образование кои учеле сексуално образование, понатаму ќе кажам што всушност значи на формално образование и таа програма за сексуално образование, се должи на младите, нели без разлика колку се, да речам, понекогаш и заробени, тие секогаш наоѓаат начин како да комуницираат со врсниците преку социјалните мрежи и слично, па така некогаш и они новитетите им ги носат дома на родителите, па така родителите омекнуваат на некои теми, а всушност кои се тие некои теми, тоа не се некои страшни теми. Ја мислам дека и најчесто отпорот доаѓаше од непознавањето и предрасудата доаѓа најчесто од непознавањето, односно кога ќе речеме сексуално образование, ја навистина не знам што точно мислат дека значи, но нели за да го објасниме тоа, ние многу често во секој наврат се обидуваме да кажеме што всушност значи. Еве сега пак ќе повторам што подразбира сексуалното образование. Сексуалното образование или сеопфатно холистично сексуално образование подразбира учење за когнитивниот, емоционалниот, социјалниот, физичкиот аспект на сексуалноста и преку сексуалното образование тие ќе изучуваат теми како род, сексуалност, тело и слика за своето тело, насилство, граѓански аспекти, врски и односи, сексуално и репродуктивно здравје, тука подразбира контрацепција, сексуално преносливи инфекции, ХИВ, што значи не случајно вака да речам симплифицирав, затоа што кога настапивме со компонентите или темите кај родителите, со истражувањето кое го направивме лани, над 800 родители одговорија на прашања дали се сложуваат овие теми, јас кои ги кажав, голем дел од овие јас ја кои ги напоменав, дали се сложуваат тие да ги изучуваат нивните деца, над 80% афирмативно одговорија. Значи, генерално одговорите беа над 86-90%. Кога зборувам за кои прашања им ги поставивме, тоа беше прашање од типот дали сметате дека вашето дете треба да учи за дадена согласност пред прв сексуален однос, дали вашето дете знае или сакате да научи како да се заштити од насилство и така натаму. Па така сакам да кажам од тука дека кога ќе им стане малце појасно што всушност изучува сексуалното образование и кои теми ги опфаќа, тие сваќаат дека и тоа како сакаат нивните деца да учат за овие теми,
затоа што за жал кај голем дел од родителите веќе овие проблеми од типот на насилство врсничко или насилство во врска тропнале на нивните врати, се соочиле и многу често не знаеле како да одговорат и ги фатило паника, па нели тоа не можеле, тие одговори не можеле да ги добијат ни во рамки на училиштето. И така со години и години се повеќе нас ни се обраќаат како родителите, така и наставниците, така и младите, затоа што едноставно сакале или не сакале, ова се теми кои им се нивно секојдневие, ова се конфузии, ова се проблеми, ова се предизвици со кои се они се соочуваат секој ден и едноставно мора да најдеме начин како да им одговориме и како да ги заштитиме. И токму сексуалното образование е одговор на сите овие дилеми и конфузија. Хера ќе го спроведува проектот, пилот проектот практично, каде ќе се спроведува, колку време ќе трае спроведувањето на пилот проектот и какви се очекувањата од самиот пилот проект? Пилот програмата за почеток е во 4 училишта, во 9 оделенија, во рурална и урбана средина, со еднојазично македонско, во еднојазично албанско, во двојазично албанско-македонско училиште, во централно градско подрачје и имаме училиште и надвор од Скопје, односно Тетово. Така што во овие 4 училишта ќе бидат вклучени млади од 9 оделение и ќе го спроведуваат професори, наставници кои само иницијативно се пријавија за да бидат дел од оваа програма по пуштен повик. Обуката помина, се случи во 2 дела беше. Првиот дел беше со физичко присуство, а вториот дел заради целата ситуација беше онлайн, затоа што едноставно дозволуваше, беше тоа теоретскиот дел. И по спроведената обука, ние понатаму ќе градиме програмата, остануваме во комуникација со професорите се до моментот кога ќе има погодна клима. Ние се да надеваме дека тоа ќе биде од наредниот септември, каде што во овие 4 училишта ќе се пилотира програмата, ќе ја спроведуваат овие наставници со поддршка на сениор едукатори кои се веќе искусни во ваков тип едукација, но со врсници. И преку ова интерактивна настава, значи не е класична настава, не е само професор да сиди и да предава, туку има работилници, има дискусии, младите ќе бидат активно вклучени за време на часовите, инаку е предвиден час од 36 фон на часови. Значи, ние од тоа што го имаме досега увидено со неформалното образование и врсничката едукација, дека не само што не им е досадно, туку се многу мотивирани после овие едукации. Многу често младите знаат да не се јават и да сакаат пак да дојдат на ваков тип на едукација. Всушност, целата идеја на пилот програмата е да биде една цврста основа за да биде еден пример како треба да се спроведува сексуално образование. Резултатите кои ќе ги добиеме од спроведената евалуација треба да покажат кои се аномалии на програмата, кои се предности, во кој дел треба да се фокусираме, дали има некои теми за кои има повеќе знаење, повеќе отпори и слично. За отпосле, откако веќе ќе го имаме пилотирањето завршено, да биде, пак да кажам, тоа е една основа за понатаму навистина да се имплементира во формалниот образовен систем онака како што е предвидено да тече. Како ќе им помогнете да се снајдат со табу теми, со цел пак да ја пренесеме информацијата која што треба да ја добијат младите? Како да им помогнеме на младите или на младите? Па мислам дека младите, мене најголемата надеж на вистина ми е кај младите, затоа што после толку поминати едукација и работа со млади како организација, немаме ние проблем кај табуа помеѓу нив. Имаме проблем кај возрастните. Обично возрастните се тие кои им го кочат понекогаш патот, а е многу важно, би апелирала до возрастните повеќе, да имаат на ум дека сексуалните и репродуктивни права се во корпусот на човековите права, се основни или вродени човекови права,
Кога мислам на сексуални права, мислам на право на живот, право на еднаквост, автономија, дигнитет, достоинство, безбедност, информираност и така натаму. Така што веќе не станува збор за тоа дали возрастните го разбира тоа, се блиски на темите или живееле во некои други времења. Станува збор за основно човеково право младите да бидат информирани, затоа што едноставно не сакаме младите од нашата држава да бидат чекори назад од врсниците од другите држави. Па така малце го менувам, да речам, и прашањето па и самиот одговор, дека повеќе со овие табуа треба да се справуваат возрастните. Младите се сосема окей на таа тема. Одбегнувачкиот став на образованието кон теми кои што се поврзани со сексуалноста е многу значајно за младите, со цел да се спречат ризиците кои што може да се појават. Во таа насока денес истражуваме во ова издание на Приказна. Во периодот на раната адолесценција, фазата која ги опфаќа децата на возраст од 10 до 14 години, тие минуваат низ период на бројни промени, биолошки, когнитивни, емоционални и социјални. Овие промени се дел од нивниот период на созревање. Адолесценцијата е времето кога младите стануваат се посвесни за својата сексуалност и за тоа што значи припадноста на родова група. Со цел да се создаде едно здраво општество, неопходно е да се заштити и развие сексуалното здравје на младите луѓе. Во таа насока постои потреба од сексуално образование. Бидејќи добра познавам програмата, во нашето училиште се пилотира многу години и ги знам ефектите. Значи, самите ученици сакаат да остануваат после часови, дури и кога не мораат, кога не е нешто што е задолжително, и тоа е за мене најдобар знак дека оваа програма ќе има интерес кај учениците, а секако верувам дека и наставниците кои што подетално ќе се запознаат со содржините што се изучуваат, веќе стручните сработници дел се запознаени, ќе дадат поддршка. Родителите и старателите се првите воспитувачи во животот на секое дете. Тие ги учат кои се семејните верувања и вредности. Родителите споделуваат информации и одговараат на прашањата од своите деца. Тие го држат скелетот во подучувањето. Значи, постојат два вида на размислување по однос на тоа што учениците ќе добијат, односно што е тоа што е придобивте или што е тоа што е штетно по однос на учениците во врска со сеопфатно сексуално образование. Има од тие што размислуваат дека сеопфатното сексуално образование ќе ги заштити нашите деца, ќе добијат соодветни информации пред да бидат во ситуација на ризик по однос на немање на информации за оваа тематика, а другиот дел на родители другиот дел на популација кои што размислуваат за тоа дека овој наставен предмет, односно овој изборен наставен предмет ќе предизвика да учениците порано започнат со сексуални активности, и едните и другите секако се само озборувања затоа што не се засновани на научни сознанија. Научните сознанија, како што кажав на почетокот, укажуваат на тоа дека и дека има придобивки по однос на тоа да се воведе сеопфатно сексуално образование во училиштата, затоа што целта крајна на основното образование во нашата држава е заштита на здравјето на детето, и токму заради оваа цел се воведува овој предмет во основното образование. Училишното и образованието заснувано на заедницата играат многу важна улога кога станува збор за сексуалното едуцирање. Заедницата и училиштето го надополнуваат она што се прави или е пропуштено дома во поглед на сите прашања, вклучително и темата за сексуалното здравје. Родителите и училиштата треба да бидат партнери во мисијата за доброто на своите деца. Во текот на целиот процес, учениците ќе бидат формативно следени од страна на наставниците за тоа колку напреднале по однос на знаење, способности, по однос на овој предмет, а понатаму на крајот на периодот на изучување на овој предмет, односно во 9-то оделение, на крај на 9-то оделение, они добиваат додаток на свидетелство во која што на 3 нивоа ќе биде искажано нивото на знаења кои што учениците ги добиле по однос на
на овој изборен предмет, значи дали тие се задоволителни, дали тие не се задоволителни или пак ученикот се истакнува по однос на овој предмет. Сексуалното здравје се смета и за позитивен и важен аспект на личното здравје. Репродуктивните и сексуалните здравствени проблеми играат важна улога во решавањето на здравствените проблеми. Тие често се јавуваат во периодот на адолесценција, а истите за жал се игнорираат. За мнозинството тинејџери сексуалноста е главната животна тема, а адолесценцијата период на импулсивни, социјални и емотивни врзувања со лесно препуштање во светот на фантазиите. Сите родители не се чувствуваат подготвени да едуцираат и да одговараат на прашањата за сексуална едукација кои ги поставуваат нивните деца. За многу родители ова е комплицирано и честопати е табу простор, но секое прашање заслужува одговор. За правилен развој на децата, едукацијата е суштинска во поглед на осигурување дека сите ги имаат вистинските информации кои ќе им овозможат да бидат здрави. Токму и затоа не треба да постојат табу теми. Децата учат преку прашања, а секое прашање заслужува правилен одговор во насока на пренесување на знаење. Светската здравствена организација и УНЕСКО наложуваат дека општеството треба да даде комплетна грижа за децата, дека тоа е основната задача, па понатаму да се грижи и за сето она друго што следува. Сеопштото сексуално образование опфаќа 7 компоненти, од кои што едната од компонентите е свесноста за собственото тело кај самите деца, понатаму исто така и знаењето за она што представува насилство, не само во рамките на дружбата со соучениците, туку и во рамките на училиштата, во рамките на семејството, кое што исто така битно и кое што навистина многу не вознемирува, во односот со наставниците, воедно стануваат свесни за тоа што понатака во самиот репродуктивен период ќе го создадат, односно што понатака со нивното репродуктивно и со нивното сексуално здравје. Правилната едукација за полот, односите, сексуалноста и сексуалното здравје не ја подкопуваат посветеноста на луѓето кон нивната вера или духовност. Сексуалната едукација нуди информации кои им се потребни на младите за да направат правилен избор и да ги живеат своите вредности, вклучително и верските, духовните и семејните. Стекнувањето со информации за нашите тела, како тие функционираат, како да се грижиме за нашето здравје, како да изградиме здрави релации, се вештини за ефективна комуникација која ќе им помогне на младите во одлучувањето за нивните животи. Во оние земји каде што е воведено сексуалното образование, тие се во голема предност. Што значи таа предност? Таа предност значи што кај нив се одложува моментот на првиот сексуален однос, односно не се зголемува бројот на малолетнички бременности, бројот на малолетнички сексуално преносливи заболувања, туку кај нив едноставно се одложуваат самиот чин на првата љубов, физичка љубов, кој што воедно доведува до намалување на бројот на абортуси, малолетнички абортуси и намалување на бројот на сексуално преносливи заболувања во кои што го бројуваме и ХИВ-от и хуман папилома вирусот, кој што е еден од причинителите на карциномот на грлото на матката. Истражувањата покажуваат дека 15-годишните млади со рани сексуални искуства се со повисок ризик за нивното сексуално, ментално и психосоцијално здравје од младите без сексуални искуства, при што и девојчињата и момчињата страдаат подеднакво, на родово својствен начин. Додека сексуално искусните момчиња се понасилни од девојчињата, тие се и почести жртви на малтретирање и на сексуално вознемирување и напади. За разлика од нив, девојчињата своите први сексуални доживувања најчесто ги манифестираат низ чувствата на неадекватност и повлекување со реакции многу почесто свртени кон себе, како нервози, депресивни расположенија, самоповредување, па дури и идеи за самоубиство. Сексуалното и репродуктивно здравје, како сегмент од целокупното здравје, се многу важни за младите. Сексуалното образование е многу значаен чекор кој може да помогне во правилна едукација и информираност на младите луѓе во насока на препознавање на нивните потреби и заштита на нивното здравје.
Сексуалното и репродуктивно здравје и права се табу, како дома, така и во училиште. Во нашето формално образование само 13% од учениците учеле за кондом, а едва и 2% за орална контрацепција, иако сите податоци велат дека младите сакаат да зборуваат на овие теми. Оно што можам да го кажам од моето искуство како врснички едукатор по сеопфатно сексуално образование, тоа дека младите се доста заинтересирани да зборуваат на овие теми. Самиот момент произлегува тоа што многу често немаат каде да зборуваат. Голем дел од нашите едукации се исполнети со голем број на прашања од страна на младите за овие работи и најчесто го уживаме целото нивно внимание кога ги имаме овие часови со нив. Оно што младите го викаат е дека сакаат сеопфатно сексуално образование и многу често после едукација добиваме пораки од типот најде да го правиме ова почесто или повеќе, особено во градовите надвор од Скопје, затоа што голем дел од обуките, барем врсничките едукации, беа во Скопје. Кога ги проширивме во другите градови, навистина се појави една мотивираност и заинтересираност кај младите. Помеѓу младите, за жал, се уште постојат голем број на информации на оваа тема кои ги збунуваат. Но дали постои начин како да се препознаат вистинските? Дефинитивно многу тешко прашање за да даде одговор, затоа што живееме во ера на информации секаде околу нас. Оно што би кажала кон младите е да не се потпираат на оние информации кои многу често ги сретнуваме по форумите кај нас. Дефинитивно секоја информација треба да се провери пред да се верува и никогаш да не веруваме на оние кликбейт наслови. Вистинитоста на информацијата треба сами да провериме со дополнително гуглање, истражување со цел да добиеме вистински одговори. Најчеста причина за лошата здравствена состојба кај младите е неинформираноста, но и митовите, особено за нивното сексуално и репродуктивно здравје. Многу митови. Јас себе би почнала со тоа дека не може да се забремени со првиот сексуален однос, понатаму дека не треба да се користи кондом. Некои си видови на контрацепција за кои никогаш не сме слушнале, всушност тоа не се ни видови на контрацепција, користење на кока-кола после сексуален однос за да се превенира бременост. Исто така доста чести се митовите кои постојат околу оралната контрацепција, кои дополнително ја стигматизираат. Многу често се вадат делови или сегменти од оние последици кои може да бидат, но не секој ги има, па на тој начин се демотивираат особено младите девојки од користење на орална контрацепција. Училиштето и едукацијата се клучни за развојот и информирањето на младите, за грижата за сопственото здравје и разобличувањето на митовите и дезинформациите. Оно што ние многу често сакаме да го правиме на едукација, тоа се гледа дека младите читаат многу погрешни информации, пристапот кон кој го користиме со младите. Едноставно е во ред да грешиме. Ние сме луѓе, многу е често дека сме били самите мета или жртва на погрешни информации. Треба да бидеме свесни и храбри да признаеме дека некогаш оно што го знаеме и не е вистинитост. Оно што ние сакаме да го правиме нели со нашиот прилачник за врснички едукација, многу често ги имаме фактите таму и самиот пристап кој го имаме е да сваќаме дека ова е не е вистинската информација која што имале до сега, сваќаме дека ова е нешто што многу често го слушате во нашето општество, што е представено како вистина, но не е тоа, фактите го зборуваат тоа. Така да пристапот кој треба да го имаме е да бидеме многу хумани, треба да настапиме и да речеме не вие не сте во право и толку, туку навистина да креира еден простор за имање здрава дебата и дискусија каде што ќе се разменуваат факти, а не лични мислења. Истражувањата на Хера од една страна покажуваат дека родителите се за сексуално образование, но на социјалните мрежи, додава теа, се води борба со лажни и неточни информации на кои дел од нив за жал веруваат. Оно што мислам дека родителите и како се мета, особено голем дел од родителите се постара генерација, па многу полесно паѓаат на вести од типот на сексуално образование и ќе имаме пракса за тоа сексуално образование. Сексуалното образование е многу повеќе од тоа и мислам дека доколку навистина родителите бидат насочени кон вистинските извори, правилните извори, изворите со точни факти, тоа ќе придонесе да влија врз нивната перцепција за што е тоа што е СС. Недостигот на соодветни информации е една од главните причини за дискриминација, насилство, омразата и силеџиството во училишната средина. Токму затоа, уште од 2009 година Хера застапува сеопфатно сексуално образование да биде дел од наставната програма во основните и средни училишта. Мислење за воведувањето на сексуално образование во училиштата? Ја мислам дека би требало.
Пошто децава веќе и без тоа, мислам, се напредни во тој поглед, али мислам дека би требало барем нешто едукативно да имаат од страна на школите. Дали до сега ова недостасуваше на нашиве генерации, на вашите генерации? Мислам дека да. Пошто пак беше друго време, нели, беше малце односот родител-дете сосема поразличен во однос на тој што е сега. И некако мислам дека меѓу себе со децава така сме си разменувале некои си мислења и тие ствари. Мислам дека е добро да се воведе. Тоа сексуално образование за децата поголемите малку, а тие малите не разбираат многу. Што се малку повозрастни. И се толку напредни. А инаку сегашниве деца све знаат. Све знаат. Сегашниве деца пуштени. Ние не сме смееле да се соблечеме погаќи дома. Па мислам дека треба кај 8-9 оделение да има воведено. Тие веќе се големи деца. И треба нешто да знаат, сега не е тено отворено, ама треба да се воведе. Мислам дека е рано. Малку подоцна треба. Во основните не. Веќе во средно може да се размислува околу тоа. Инаку мислам дека е прерано за во основно да се уведува сексуално образование. Противењето за сексуалното образование е многу карактеристично за нашиот регион. На Балканот многу често родителите сакаат да веруваат дека сексуалното образование ќе придонесе нивните деца да стапуваат побрзо во сексуални односи. За жал, искуствата, истражувањата на терен зборуваат дека ова не е така. Останете со нас да ви откриеме што споделуваме денес во ова издание на Медиумската писменост. Сексуалното образование представува посебен предизвик за пласирање низ за дезинформации кои ја збунуваат јавноста. Често се создава погрешен впечаток дека сексуалната едукација ќе биде учење на младите како да имаат секс, што е дезинформација. Во суштина мора да сватиме дека сексуалното образование не е порнофилм. Ова се најчестите шпекулации кои ја доведуваат во заблуда јавноста за сексуалното образование. Мит, сексуалното образование ќе ги потекне младите на рани и ризични сексуални односи. Факт, за жал, многу луѓе веруваат дека ова е вистина, но факт е дека ова е дезинформација која е пропаганда за промискуитет. Овој мит се заснова на погрешното верување дека дискутирањето за сексуалноста и сексуалното однесување отворено поттикнува превземање на сексуален ризик. За жал, оваа дезинформативна пропаганда влијае врз јавноста во поглед на перцепцијата дека отвореното зборување за секс сигнализира дека општеството одобрува млади луѓе да имаат секс. Еве што е точно. Постои силен научен консензус кој докажува дека обезбедувањето информации и услуги на младите луѓе, поврзани со сексуалното и репродуктивно здравје, не ја зголемува сексуалната активност. Наместо тоа, младите луѓе кои имаат пристап до сеопфатни информации за сексуалната едукација се чувствуваат посигурни за својата сексуалност, што го одложува првото сексуално искуство и се користи контрацепција. Мит, сексуалната едукација ги учи младите да имаат секс. Факт, сексуалната едукација ги учи младите за здравјето и сексуалноста, што не е само секс, се работи за многу повеќе. Сексуалната едукација не учи за нашите тела и како тие функционираат, како да формираме и одржуваме здрави односи од сите видови, од пријателства до романтични партнерства. Ова не подготвува за подобро здравје и подобар квалитет на животот, додека сме живи. Сексуалната едукација подразбира учење за работи како што се анатомија, безбедност, почит, љубезност, родови норми, идентитет и самоизразување, романтика и љубов, вредности, интензитетот на моќта, правата што ги имаме над нашето тело и варијациите во човековите тела. Ова значи подобрување на вештините потребни за ефективна комуникација, донесување одлуки, тврдење и почитување на границите, да бидете етичка личност и партнер, да се справувате со отфрлање, да се грижите за своето тело и да управувате со вашето здравје. Сексуалното образование е алатка за учење на вештини за критичко размислување, емоционална интелигенција, лидерски способности и како да се залагате за самостојно застапување, но и како да бидете одговорни за вашето комплетно здравје. Наши препораки: не верувајте слепо на секоја пласирана информација во дигиталниот простор. Побарајте детални информации за програмата околу сексуалното образование. На часови по биологија во основното образование и досега се изучуваше репродукцијата, при што се опфатени органите за репродукција и самиот процес. Ова никако не значи дека на овие часови наставниците пуштаа порнофилм за децата, за да ги едуцираат.
Штркот не ги носи децата. Разговарајте со вашите деца за сексуалното и репродуктивно здравје, како дел од целокупното, на соодветен начин. Не дозволувајте да има табу простор меѓу вас, со цел да ги заштитите и да спречите да бидат изманипулирани на било каков начин. Младите треба да знаат дека менструалниот чин не е заразна болест, ниту е срамен. Менструалниот циклус е нормален, природен и многу важен дел од животот на секоја жена во репродуктивната возраст. Првата менструација го означува влегувањето на младите девојки во светот на возрастните и сигнализира дека нивното тело е подготвено за репродукција. Терминот сексуално здравје се користи за да се опише отсуството на болест и повреди поврзани со сексуалното однесување и чувството на сексуална благосостојба. Се дефинира како позитивна интеграција на физичкиот, емотивниот, интелектуалниот и социјалниот аспект на сексуалноста. Сексуалноста влијае на мислите, чувствата, интеракциите и однесувањата меѓу поединците и ги мотивира луѓето да пронајдат љубов, контакт, топлина и интимност. Сексуалноста може да биде изразена на многу различни начини и да биде тесно поврзана со средината во која живеат луѓето. СЗО го дефинира репродуктивното здравје како состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само како отсуство на болест за се она што е поврзано со репродуктивниот систем и неговото функционирање. Репродуктивното здравје се однесува на можноста луѓето да имаат задоволувачки и безбеден сексуален живот и можност за репродукција, како и слобода на донесување одлуки за тоа кога и колку често ќе го прават тоа. Човековата сексуалност е природен дел од човечкиот развој во текот на сите фази од неговото живење и се однесува на сексуалниот идентитет и сексуалните чувства. Сексуалната активност е сосема нормален дел од животот на луѓето. Репродуктивниот период или фертилитет е период кој се поврзува со возраста на жената од 15 до 49 години. Родова еднаквост подразбира правичност и еднаквост во дистрибуцијата на бенефитите и одговорностите помеѓу мажите и жените. Тоа е се што ви подготвивме во ово издание на Приказна. Бидете со нас и во следните приказни, следната недела на Македонската телевизија. Гледајте не!